Што ја одбележа 2022 година што ја испративме на економски план? Светот ќе памети по највисокиот раст на инфлацијата во повеќе децении наназад, но и што не очекува во новата 2023 година. Разговараме со професор доктор Синиша Наумовски, денеска во улога на економски аналитичар, инаку председател на Академскиот совет на АБИТ и професор за контролинг на германската високообразовна институција Хајделберг институт во Скопје. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Денеска празнично издание на Македонија наутро, убава можност да им ги честитаме празниците на нашите гледачи. Така е, денес е убав ден, бадник. Ја користаме во оваа прилика прв пат сум во 2023 на националниве телевизии кај вас. Да ги честитам празниците, да им посакам да бидат среќни и здрави. А под среќа, нели, може различно да дефинираме. Јас мислам да веруваме дека сме среќни, тоа е доволно и некако ја третирам како несудбинска или избор. Среќата не е избор на мислите кои што ги продуцираме, така да на сите граѓани и окружувањето околу нас во 23-та посакувам да се среќни. Празниците се време кога сите малку се опуштаме, ги отргнуваме тешките мисли, се сплотуваме со семејството, ги тргаме настрана грижите и со нова надеж продолжуваме понатаму. Меѓутоа, со празнувањето, секако по празнувањето ќе се вратиме во нашата понекогаш и сурова реалност и треба да ги погледнеме сите економски моменти кои што не обкружуваат, за да можеме да знаеме во каква состојба се наоѓаме и за да можеме да се справиме со предизвиците. Народната банка на крајот од 2022 година уште еднаш ја зголеми каматата, поточно каматната стапка на благajničkите записи. Дали комерцијалните банки во 2023 година ќе го следат овој потек и дали тоа ќе влијае на инфлацијата која што ја одбележа минатата 2022? Благодарам за прашањето. Да, и Централната банка кај нас, и централните банки на Европската унија или Европската централна банка, па и глобално, ако сакате, и Американската централна банка и банката на Велика Британија и во глобални рамки, сите во текот на изминатава година вршеа зголемување на есконтните стапки, тоа се каматната стапка која влијае на комерцијалниве банки за да дојде до потрошувачи, дали се приватни или дали се компании или приватни лица, sejedno, и тоа е таа политика на поскапување, би рекол, народот да бидам поедноставен за гледачи, поскапување на парите до корисниците. Нормално беше и очекувано. Јас неколку пати лани коментирав, мислам дека на 3 или 4 пати, Европската централна банка според мене задоцне со покачување на каматната стапка, таа го направи тоа некаде на крајот на летото. А наша Централна банка ја следеше таа процедура, мислам дека кај нас дури се направи претходно, порано. Така да очекувано е негде, каматната стапка сега е околу 4,75%, што е очекувана постапка во инфлаторни тенденции како што глобалниот свет не памети многу одамна. Знаете дека целиот економски амбиент се одвиваше во 2022 во двоцифрена инфлација, која што дополнително ја подгреваше, да кажам, и слабиот економски раст или некаде се спомнува зборот стагфлација. Тоа значи висока инфлација која не продуцира економски раст. Така да тоа беше за очекување, ќе ги видиме ефектите во 2023 оваа година. Европската централна банка предупреди за зголемените ризици за финансиската стабилност на сите, од банките до владите, домаќинствата, укажувајќи на потенцијални опасности за јавните финансии, бидејќи владите се повеќе се задолжуваа се со цел нели да го ублажат влијанието на енергетската криза. Како вие ги коментирате ваквите предупредувања на глобално ниво? Јас сум на мислење, малку подлабински да го образложам ова прашање, дека инфлацијата практично е, дали војната во Украина е причина или можеби повод, тука има бројни дилеми во и регионални и глобални економи. Сведоци сме, некаде 11 на години Европската унија или еврозоната прави вбризгување или квантитативно олеснување на свежи пари во економијата. Најеклатантен пример или тие вбризгувања и на регионално, и на глобално, и на Европска унија, па и кај нас, највеќе ги почувствувавме 2020 година. Јас велам, ако вбризгаме количина на пари во оптек, а ние, сега граѓаниве да биде попластично, не сме ги одработиле,
Сетете се 2020 колку пати имавме одредени пакети кои не сме ги одработиле и како стопанство, и како граѓани, и тогаш количеството на ликвидност во економијата е поголемо. А ако количеството на ликвидност е поголемо, тогаш нормална рефлексија е веќе да предизвикаме инфлаторни тенденции или паричните емисии да бидат поголеми од стоковите. Еве еден пример. Ако пред 2020 веќе земам кашкавал, да речеме као луксузно добро, можеле да го купат двајца граѓани, во 2020 веќе сме ги намалиле трошоците семејства кои што и се пониски примања, ги намалиле трошоците за патувања и за одредени други издатоци, бидејќи биле во локдаун или немаше движење надвор. Тогаш со помоштите кои ги добивавме, секое едно семејство кои претходно немало можност да купи кашкавал, сега се зголемил на 10. Так. И сега веќе понудата, затоа на го говориме, сакам да го малку по-пластично елаборирам. Да не разберат. Проблемите на понудата Так. или нарушените синџири на снабдување. Веќе можеме сите да го купиме тоа, бидејќи имаме поголема парична маса во оптек. И тогаш веќе настанува тој дисбаланс и диспропорција. И овие ефекти се нормални, затоа се насекаде. Ако го погледнете светот, буквално насекаде има ефекти на покачување на инфлаторна спирала и веќе тука и фискалната и монетарната економија ќе прават одредено вбризгување на одредени политики, меѓу кои е она што го спомнавте вие на почетокот, есконтната стапка и покачувањето на есконтната стапка. Так. Практично инфлацијата е феномен кој што може да се гледа од две страни. Можеме и подолу да поразговараме. Так. Рецесија, рекордна инфлација, недостиг на електрична енергија, задолжување, а се тоа се само дел од поимите со кои што секојдневно сме соочени од како почна ковид пандемијата, па се надоврза нели руско-украинската криза. Какво е вашето согледување на состојбите во домашната економија за кои се уште се вели дека се резултат на надворешни, односно индиректни влијанија? Белки има нешто и од внатре. Јас по природа како индивидуалец сум оптимистичен и гледам на чашата секогаш кога е полупразна или полуполна позитивно. Така беше и на секоја од 2020 овие 3 последователни години, секој почеток очекував или имав копнеш и надеж дека конечно ќе излезе глобална економија од криза, но на крај згора на сето тоа лани, токму на почетокот на 2022, како што сме денес, моите оптимистични толкувања во стручната јавност и пишани и на медиумите некако беа можеби оспорени или реалноста беше поинаква. Тогаш дојде војната. Војната предизвикува огромни трошоци и стопирање на енергенси и на репроматеријали и стопирање на одредени чинители на храна, како што се жито и така натаму. И сето тоа на светските брзи предизвика дисбаланс за да ние ја почувствуваме или имаме таа интегрирана, инфилтрирана инфлација. Сега не би барал причинители кај нас. Јас мислам дека е многу тешко денес да ги менаџирате финансиите, да сте во позиција на политичариве кои ги менаџираат финансиите и навистина е прилично комплексно и предизвикувачки. Секако дека има пропусти, дека може да се критикува, но генерално би зборувал како граѓанин или како аналитичар што може би реално беше предизвикувач или зошто кај нас е таа висока инфлација во споредба со другиве економии. Знаете, во криза или сите овие 30 години наназад, откако сме самостојна македонска држава, некако ковид кризата со пандемијата, особено украинскава војна, сега можам војна нели да ја наречам, да не забравиме, ние сме и во трета светска економска војна. Тоа не смееме да го оставиме на страна, тоа е реалноста. Во такви околности гледаме колку економијата ни е структурно слаба. Кога велам структурно слаба, ние мораме да се согласиме и да бидеме објективни дека македонскава економија во контекст нема собствено производство на храна. Ние не сме обезбедиле во 30 години таква структура на економија која може самата економија да ги снабдува граѓаните со храна. Затоа што увозот и зависноста од источните земји и од одредени соседни земји ни била навидум поекономична или пониски трошоци за да си обезбедиме лепи основни продукти. Тука видовме сега дека не достига. Веќе секоја земја со таа компетитивна предност си обезбедува прво за себе кога е криза, а после тоа гледа дали ќе извезува или не, а ние од друга страна ќе бидеме увозници. Значи тука го гледам првиот слаб елемент. Второ, исто со електричната енергија. Кога веќе електричната енергија почна во глобални рамки да ги пореметува рамнотежните односи на цените понуда и побарувачка, ние како економија или структурата констатира колку сме имале пропусти на тој и во тој сегмент. Значи, сума сумаром, да заокружам, структурната економија или структурата на самата економија
во една земја може да влијае во однос на инфлаторните покачувања или намалување. Ако ги анализирате европските земји, кои што се под капата на Европската централна банка, може да воочите дека кај некои од тие земји имате едноцифрена инфлација, 2, 3 до 8, а кај некои други, балтичките особено, 20 и 30% се искачи. Што тоа кажува? Европската централна банка носи една политика, овие година до 2, во кризниве текови, а ефектите во структурните економии внатре се различни. Така и кај нас. Токму тоа беше причинител, според моето мислење, самата структура на економијата да има по-лош ефект на инфлацијата или инфлаторните спирали да бидат двоцифрени. И морам да бидам објективен, светот или ние како граѓани мораме веќе да се навикнеме и на оваа година дека ќе живееме во двоцифрена инфлација. Колку и да бев оптимист, еве лично ќе земам на стојалиште и да се подкрепував на октомвриските извештаи од 2022 на Меѓународниот монетарен фонд. Можеме на крај да проговориме и за него. Токму околу новогодишните празници директорот на Меѓународниот монетарен фонд имаше една изјава која што беше прилично предпазлива, што и целта на ММФ да даде и препорака за глобалната економија дека не очекува можеби една година во која што ќе биде прилично слична, иако не можеби и малку потешка од претходната. Така, практично ми дадовте одговор на она прашање што сакав да го поставам, дека Македонија се најде на врвот во регионот по стапка на инфлација и покрај тоа што насила се експанзивната фискална политика, има ли простор за дополнително делување и во која насока треба да биде? Дадовте дел од одговорите и секако како ќе се движи инфлацијата и економскиот раст во првата половина од 2023 година? Во секоја една земја, па и кај нас, идните очекувања според мене ќе бидат прво во монетарните елементи кредитите поскапат. Так. Тоа е нормална процедура. Од една страна позитивно може да се гледа со зголемување на есконтната стапка и депозитите ќе бидат попривлечни за граѓаниве, да можат да ги пласираат во самите комерцијални банки. Но од друга страна, мора или важно е за македонскава економија, па и за глобално, ако сакате, да имаме една хармонизација помеѓу односите на фискалната и монетарната власт. Тука мора да делуваме заедно, бидејќи фискалната власт некогаш има едни цели, поамбициозен буџет и така натаму, повеќе вбризгување на ликвидни пари, поголеми социјални трансфери, што е логично во оние категории на граѓани кои се високо ранливи. А од друга страна монетарците ќе затегаат. И се тука има две различни стратегии. Една од стратегиите вие да имате за сметка на висока инфлација поголем економски раст или да биде економскиот раст сериозно поголем, не да се движи 1-2, 1-2, 3, кој што го движиме ние 30 на години, или да ја држите ниско инфлацијата, која што успешно како систем ја правиме веќе 30 на години за сметка на тој низок раст. Јас сум секогаш на стојалиште дека можеби стопанството треба да му се даде еден позитивен пуш од самата економија или структура и некогаш е одржливо и двоцифрена инфлација доколку растот оди нагоре. Так. Вака сега бирате меѓу, јас велам често, колера и чума. Од две зла кој да го одберете? Од две зла имате многу кревок раст, веќе третина, повторно ќе го цитирам монетарниот фонд, третина од глобалната економија ќе биде оваа 2023 во рецесија. Половина од земјите во Европската унија ќе бидат во рецесија. И тоа веќе се сигнали дека и македонската економија ќе биде нешто над 1, нема да биде во рецесија, но сето тоа ќе зависи од развојот и текот на настаните во источниот фронт или на украинската војна, кои што за жал, ако можеме да ги погледнеме и овие последни денови околу празнициве, не сум баш оптимистичен дека таму некако брзо би завршило. Затоа велам, светот мора да се, глобалната економија мора да се подготви на еден долг рок за борба со оваа глобална криза и ние како граѓани мораме да се подготвиме, можеби да живееме во оваа висока стапка на инфлација. Се тука логично, ја би си поставил прашање како да сузбиеме инфлацијата или што би било можеби за граѓаниве важно или за стопанството. Продуктивноста на трудот. Споредете ги земјите, особено Германија каде делувам најчесто, продуктивноста на германските работници споредете со продуктивноста на македонските работници. Само продуктивноста на трудот, која што е многу на ниско ниво и пред кризата, а замислете после пандемијава, колкава е продуктивност и мотивацијата на работниците, се тука има безброј нели и фусноти зошто и колку се плаќа и какви се нашите плати визави странци и системот кој генерално го генерира левелот или нивото на продуктивност. Но она што е важно, само земја која што има продуктивни работници, сега вие читајте продуктивни
војници, ако сакате во економскава војна да ставаме на метафора, може да биде многу поуспешна и да ја контролира инфлацијата. Практично ме прашуваат и граѓаниве и студентиве и колегиве дали ќе се вратат цените назад. Не можеме назад да се вратиме. Ние само можеме да ја достигнеме таа стапка до која што веќе сме стигнале со одредена засилена продуктивност и со поголем економски раст. За да имате економски раст, вие мора да имате пуш во економијата. Тука е сега тоа вагање или еве јас сум на стојалиште секогаш на страна на бизнисот, на стопанството, секогаш верувам дека оваа земја како малечка може да има поголема успешност само доколку има поекспанзивна политика координирана меѓу двете и за сметка на инфлацијата да има поголемо вбризгување, а за тоа, ако гледаме позитивно, можеме да го искористиме и конфликтот во Украина, бидејќи Европскиот совет неодамна донесе една политика на приближување, и го користиме со колегите од Советот еден збор, ние шеринг, викаме приближување на сите добавувачи да бидат на територијата поблиску до нив. Тоа е шанса, можеби, сега за оние кои се менаџери на процесов, не 24, него да измислат уште еден саат и ова време да се искористи како можеме да привлечеме нови компании, нови странски директни инвестиции во техничко-индустријските зони, надвор од зоните. И мислам дека оваа треба да биде како шанса, а не како негативност во оваа состојба. Секако, негативност има безброј. Сега ќе се потрудиме за празникот да кажеме на објективно позитивно. Барем дел од позитивните. Дел од експертите коментираат дека по сите кризи во последните 3 години новиот проблем со кој ќе се соочиме ќе биде ликвидноста на банките. Има ли простор за страф? Тука можам да бидам јасен и директен, нема простор, бидејќи банките во 2022 се со 20%, тоа е многу добро и многу важно за македонскиве граѓани и за македонскава економија. Комерцијалните банки во 2022 завршија со 20% повисока нето добивка од претходната година. А ако претходната 21 се говорам, таа веќе не е претходна, него пред оваа претходната, уште не сме навикнати. Значи, ќе говорам ајде со бројки. Во 2021 комерцијалните банки завршија со некаде околу 120 милиони евра вкупно сите нето добивка. Оваа година, претходнава година, 2022, некаде тоа се покачи околу 150 милиони евра. Очекуваме се официјално ќе ги изготват информациите за 31.12 до система за електронско информирање на берза и ќе ги видиме и точните бројки. Се ова се мои претпоставки. Тоа што значи? Ако банките ни се стабилни, а се, нивниот поврат на актива е некаде 1,7, 14% го враќаат капиталот, return of equity, сега да не многу давам бројки, тоа се подобри перформанси од претходните 2 години кризни пандемиски. Што покажува тоа? Банките ни се стабилни, и затоа сега она критика кога имаме зголемување на ескотна стапка, зошто немаме зголемување на кредитите долу за да нема пласирање? Заради тоа што банките се ликвидни веќе 12 на години. И многу по-тешко е една централна координирана политика да допре до комерцијални банки, бидејќи тие се ликвидни, имаат своја ликвидност. Тоа е, ајде да искористиме еден религиски збор, благослов. И затоа имаме таква, можеби некој слој на отпорност во овие кризни периоди. Уште еден податок ќе ви дадам за силината на банкарскиот и монетарниот систем. 17,7 е некаде адекватноста на капитал, што значи капитал за покривање на ризичните пласмани има многу над потребно минимумот, кој е негде околу 8%. Еве уште еден податок. Ако велиме дека силата на една држава се девизните резерви, ние некаде сме ги зголемиле 3,8 милиарди, чинам дека се девизните резерви околу 3,8, беа 3,5 за 300 милиони повеќе на крајот на 31.12 и податоци ми се со ноември некаде официјално што ги имаме публикувано како официјални статистики во нашата држава, некаде за 300 милиони се поголеми од почетокот. И тоа е показател дека монетарната стабилност е сигурна. Денарот е стабилен, тоа е добар чинител. Ајде и безбедноста сме обезбедени ако одиме во таа насока со членството во НАТО, но внатрешни проблеми има и тие се големи. Највеќе се системските проблеми и оние што често ги говорат, нели, многу поискусни од мене. Коруптивните елементи и сето тоа што го живееме. И внимавајте, уште еден елемент јас економски ќе зборувам, продуктивноста, да не ја заборавам. Тука нотирам, тоа значи промена на начинот на образование. Бидејќи самата продуктивност произлегува од аутпутите од образовниот систем. Ако образовниот систем не е таков каков е, тогаш веќе мораме да го лоцираме проблемот и да го менуваме начинот на образование со имплементирање на некои други практики.
моите очекувања еве ќе бидам повоздржан за 23-та. Нема да бидам толку оптимистичен како што бев на почетокот 2022. Би рекол, да, очекувам рецесија. Очекувам прво да видиме што ќе се случи со кинеската економија. Тука е многу важно прашање. Бидејќи кинеската економија е во фаза на драстичен пат овие неколку недели, месеци, бидејќи знаете дека таму се појава нов сој на ковид и веќе кинеската економија значително забавува. Забавувањето на кинеската економија дополнително ќе рефлектира со рецесиони движења во 23 и тоа ќе се прелее и на целиот глобален свет. Тоа е многу клучно. Американската економија ќе некако се протне, би рекол, овој период, а европската, веќе спомнав на почетокот, ќе биде половина од Европската унија со негативна рецесија. Моите очекувања се дека ние како мала земја ќе имаме некој минимален нешто над нулата, околу 1 раст, што значи ќе биде повторна година која ќе биде слична на претходната година, 22. И за крај, само на кратко, според најавите од 1 јануари се очекува значително поскапување на кредитите. Она што многу ќе ги интересира нашите гледачи, како тоа ќе се одрази на кредитобарателите и на штедењето. И секако врз мотивот на граѓаните да инвестираат. Но ќе биде поскапувањето очекувано, бидејќи веќе неколку пати есконтната стапка е зголемена. На почетокот негде на кризата беше над 1,25, сега е околу 4,75. Нормално е да има покачување, иако во стапките во кредитирањето, ако ги анализирате, официјалните статистики кажуваат дека некаде нема намалување на кредитирањето. Често ми се постава прашање кога е добро време за кредит. Нема добро време за кредит. Кредитот го земате кога имате некаква потреба. Или кога инвестирате, или кога имате некоја семејна или слично потреба. Така да очекувани се тие тенденции и тоа е нормална рефлексија во однос на оваква висока инфлација. Да, кредитите ќе има поскапување, но од друга страна бенефитот е со тоа што и депозитите ќе бидат многу повисоко вреднувани со камати кои банките ќе ги враќаат на идните или тековните штедачи. Так. И тука очекувањата се мои дека ќе расте вложувањето во депозити, со тоа што уште ќе го јакнеме монетарниот банкарски ликвиден дел, а од друга страна можеби не очекувам значајно намалување на кредитирањето, но останува да видим. Можно и да има одредени тенденции. Ќе видиме после првиот квартал веќе ќе ги имаме бројките многу по реални или по суштински. И ако очекувањата се и за инфлацијата, можеби мои на таа линија би рекол после првиот квартал, овој прв квартал ќе биде потежок, бидејќи се најтурбулентни сега односите и на самите глобални случувања. Ќе видиме околу летниот период веќе се прави една по друга анализа. Се обидовме еве на почетокот од новата 2023 година да дадеме една економска анализа и едно предвидување што не очекува во текот на годината. Ќе ги следиме состојбите и со ново ваше гостување ќе дадеме прогнози за наредниот период. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам за поканата и уште еднаш честитки до гледачите за празниците и благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше професор доктор Синиша Наумовски, денеска во улога на економски аналитичар.